Среда, 19 март, кратки вести во 12 часот. Проверките открија низа неправилности во работењето кај кабареата и дискотеките во државата. Во Охрид се регистрирани 4 објекти, од кои еден е со истечена лиценца. 3 објекти во градов се регистрирани како кабареа и еден како диско-клуб. На државно ниво приложени се 22 лиценци и 15 со истечена важност. Откриени се и објекти кои воопшто немале лиценци. Инспекторатот прави контроли дали сите објекти ги исполнуваат техничките услови иако имаат лиценца. За оние кои немаат лиценци или им се истечени, донесена е забрана за работа. Ги поминавме првите критични 72 часа без смртни случаи од тие кои ја преживеа трагедијата во Кочани, изјави министерот за здравство Арбен Таравари. На болничко лекување во земјава и во странство се вкупно 178 пациенти, од кои во државните болници во Македонија се лекуваат 64, а во приватните 13, сите во релативно стабилна состојба. 101 пациент се третираат надвор од државата. Таравари најави дека денес ќе биде реализиран последниот трансфер на пациенти во странство. Веќе од утре хирушките клиники ќе почнат да функционираат според предвидените програми. Учениците и вработените во Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски од Охрид испратија донација за клиничкиот центар во Скопје, каде се хоспитализирани настраданите средношколци од Кочани, како и донација за брзата помош во Кочани. Донацијата се состои од медицински материјали, како и кебиња, јоргани, перници, пижами и пешкири за потребите на центрите каде што се згрижени пациентите. Времето денес претежно сончево, дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 8 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.